студио 10 на телевизија 24. Велам да предете за актерот Тони Михајловски. Никако не можам да сватам, се актерот Тони Михајловски, така да оди кандидат за градоначалник на ВМРО. Веднаш да ти олеснам, исто како да кажеш докторот тој кандидат за да го кажам, или банкарот тој кандидат и за. И некаде прочитав зашто па докторите би биле подобри градоначалници од актерите. Така е, да. Не само докторите, има многу разни професии кои нема не било како, нели? Добре дојде во студио 10. Посакувам успех, кандидатура. Кој е мотивот, предизвикот да се нафатиш? Ние се знаеме од подамна. Јас те паметам уште како портparol практично на лавовите од оној конфликт 2001 година и од тогаш на некој начин почна она политичко, како да кажам, делување, условно кажано. Па јас сум симпатизер на ВМРО-ДПМН години пред да се зачленам, меѓутоа на 17 декември 2002 година одлучувам да влезам во политичка партија и тогаш ја вадам својата прва членска книжка, значи некаде има 35 години, а мотивот ми е што не сум баш класичен политичар. Од она доаѓам, ветувам, си одам, заборавам и ништо не правам од тоа што сум го кажал. Мотивот ми е да покажам можеби дека градоначалникот не треба да биде политичар толку колку што треба да биде заштитник на градот и на граѓаните и да гарантира да ги направи посреќни, побезбедни, побогати. Претходникот каже сте биле комши, ако не се лажам, Оливер Илиевски. Да, ние сме, ја во шега викам Мишка вака, нешто не е во ред со Куманово, бидејќи од 3 кандидата, 2 му се од Бането Трло, тоа популарно наречено населба Перо Чичо. Меѓутоа, нели, тоа во шега. Бането Трло има дадено 2 големи актера, тоа е Сашко Коцев и јас. Така да, еве и еден технички премиер и министер за внатрешни, така да не е тоа некое небитно место. Не, така, код небитно место. Да, комши сме, јас него не го знам, он е помлад од мене, не сме се дружеле. Комши сме, горе живееме во една доста урнисана населба и двајцата, без доволно асфалт, без некои модерни привилегии на новото живење, нели? Да, ние сме научени. Да. 30 години. Се друго не изненадува. Така. Скоки ми направо друго не изненадува. Ми некога ни е тргнаа коцката во штип, што не можеш да се навикнеш. Не можам да одам нарамно. Шега на страна. Тоа е, Куманово важи за упориште на СДСМ и сега од тој аспект кој е мотивот на Тони Михајловски, тоа е едно и колку друго ќе се успори твојата актерска кариера, ако оствариш позитивен резултат, бидејќи ти си поприлично активен, бидејќи јас сум често надвор од држава. Активен сум надвор, овде не. Посакав да кажам, активен си надвор, овде не се не снима нешто, освен Зоки Поки. Па и да се снима, не ме викаат. Мишко, морам да признам, кај нас, за разлика од Србија, каде што можеш слободно да бидеш и од опозиција и позиција, ќе те викаат во сите филмови. Овде кај нас некако политички, кога ќе се обоиш, веднаш те маргинализира. Ако сакаш обои си, дел си од сите култни македонски филмови, така да. Па да, стигнавме да направиме нешто пред да почна да не двојат. Мотивацијата ми е точно тоа. Куманово више не смее да биде бастион на ниту една политичка партија. Оти тоа е грешката. Тогаш постои одмазда, тогаш постои нешто што се вика уназадување, ретрограден процес на Куманово се случува. Куманово треба да биде бастион на културата, на чисти улици, на булевари, на убав театар, на нова зграда, на нови школи, на богати среќни луѓе, бастион на кумановци на сите, на роми, албанци, турци, власи, срби и македонци. Токму тоа ми е мотивацијата. Тоа е и Куманово на некој начин. Мултикулти, како што го споменав. Прекрасна мултикулти општина, значи која што е нејзината разноликост ја прави уште поубава, меѓутоа едноличноста во владењето 30 години ја уништува според мене. И точно тоа ми е мотивацијата да престане да биде бастион, пак ќе кажам, на било која политичка партија и на ВМРО-ДПМН, во случај да после 30 години граѓаните се одлучат да сменат нешто, нели, да чујат една друга програма, односно да дадат доверба на друга програма или друг човек, и тоа ми е мотивацијата. Актерската кариера, па види, да, маргинализиран сум поприлично во последниве 5 години, овдека ретко морам да му се заблагодарам на Вардан што ме викна и на Столе, другите така не заобиколуваат, но да е жива и здрава Србија. Тука е соседна Србија која што, пак ќе кажам, не гледа на тоа од која политичка партија си, како размислуваш, туку си го ценат квалитетот и она што им треба си го земаат. Тама дури Вучич таков каков што е, некој го сака, некој не го сака, бил диктатор, не бил диктатор, меѓутоа снима секој
Се и се. Мишко 44. И најголемите критичари од Било Грлиш до сите. Не, сите, Сергеј, било, значи ти велам таму не се гледа на тоа како размислуваш, која ти е политичката провиниенција, твоите убедувања, туку квалитетот што го нудиш. Ќе го оставам тој дел малку за крај да начнеме, бидејќи постојано си и знам дека си во Србија, бидејќи постојано сме и тамо, мислам дека си дел и од Тома, ако не се лажам, така? Од Тома ми даде една премиера во Сараево. сега беше. И имам уште две серии кои што треба да излезат. Едната веќе почна Авионџие. Тоа е два режисера се сменија, на крај дојде Саша Поповиќ, мислам, а не овој од Грант. Да, Hype Production, еден ситком од 25 минути епизода по оригиналните приказни на јат. И наместо Авионџија се случува во авион, на аеродром, меѓу стюардеси, пилоти, механичари и патници. Во секоја епизода има по еден познат патник, Гиле ни доаѓа од електрични оргазам, Аца Лукас ни се појавува. Многу интересен концепт и таа веќе тргна на Cinema Star. Сега чекам да ми тргне Црна свадба која имаше на Сараевскиот филмски фестивал и премиера. Тоа е еден трилер серија која исто така мислам дека ќе ги растрепери публиката и односно ќе понуди нешто ново серија, да. 44 серии снимија минатата година. А со Томо мислам дека се затвори Сараевскиот фестивал, ако не се лажам. Така беше, да, Тома, јас имам таму една мала улога во филмот. Го играм тој Мантов, еден на чисто сплав се собирале сите актери, пејачи, писатели. Интересно. Така. Се враќаме на она зашто практично те повикав, претпоставувам и ВМРО како ВМРО знае кога те номинираш и ВМРО да помане, претпоставувам и они беа свесни и веројатно ти ја дадоа слободата околу тоа да не робуваш на партиско, нели секојдневни агенди и така натаму, се нормално митинзи согласно на ковид протоколи, но во делот на програмата, она слободна мислам дека веројатно ја имаш таа слобода. Да, ние се договоривме дека, нека ми извини, не може нели во канцеларија во Скопје да се направи програмата за Куманово. Таа програма треба да се ја направат кумановци и точно во таа насока ние сега одиме меѓу луѓето, посетуваме населени места во Куманово, каде што по нивна идеја собираме, односно твојата идеја за твојата програма во Куманово. Слободата ми е дадена максимално, впрочем и како актер не би можел да си дозволам некој да ми ја скрати. И во начинот на комуницирање, и во начинот на програмата, јас за некои новитети ги имам тргнато оние мини митинзи каде што се повторува едно исто на сите места, некако поинаку ја смисливме таа посета на граѓаните, каде што во директен контакт ќе ги добиеш идеите кои што навистина му требаат на тоа место. Така да, ето таа слобода уште во самиот старт и во слобода на креирање на оние рекламни спотови. Нешто што би требало од мене да излезе и нешто што мене ме прилича. Сега си преселен во Куманово или? Се враќам дома. Да? Да. I'm back. Како беше тоа? Јас Мишко се свртиш малку, не? Куманово е променето, зголемено, најголема општина, знаеш. 130.000 граѓани, да, жители, јас нови дечки, нови момци. Нови луѓе, апсолутно. За тие те знаат, треба ти да ги запознаеш. Па тоа е и убавото, нова улица. Апсолутно. Тоа тешко. Не нова улица во смисла на капитален објект, туку нова улица, деца од нова. Апсолутно, да, па се смениле генерации, јас 87-8 дојдов да студирам овдека. Тито уште. Да, во Југославија, меѓутоа мене личната карта се уште ми остана кумановска. До ден денеска јас 30 години гласам во Куманово и по таа логика ако гласам таму, нормално е дека и таму треба да се кандидирам. Секаде кај што ќе отидам, сега да они ме прозиваат ти не си тука, ти не си кумановец, секаде овдека во Скопје ме викаат кумановец, во Куманово почна да ме викаат скопјанец, што сум, кај сум, секогаш знам дека сум кумановец. На сите дипломи ми пишува Тони Михајловски од Куманово, на сите награди. Секогаш во секој интервју Тони Михајловски актер од Куманово. Така да, оние зли усти што сега се отвораат дека ја не сум кумановец или дека не сум живеел во Куманово, јас имам татко, мајка и брат таму, одам редовно во Куманово и го гледам градот. Не, тоа не можеш со затворени очи да си отидеш дома. И се гледа, нели, што му треба, а што не му треба на градот. И граѓаните што конкретно, на што највеќе не се пада туку, на што највеќе реагират, што е она што е неопходно? Кој би бил првиот приоритет на Михајловски? Прво да се исчисти ѓубрето во Куманово. Куманово е преполно со диви депонии. Куманово има сообраќаен метеж до невидени размери. Има тротоари каде што со 20-25 години пешак нема згазнато на нив. Куманово се уште нема вода, пие вода од азбестни цевки. Куманово нема еден парк, односно тие два што ги има се руинирани тотално.
Во Куманово нема ГУП 20 години, се што е градено без план. Тоа е страшна работа. Има места каде што пожарна не може да влезе. Едноставно, ако се запалат 50 на куќи, може да изгорат во вака. Не може пожарна да влезе до нив. Нема нови школи, школите се распаднати. Пионерскиот дом е распаднат, домот на култура се распаѓа. Има еден чир метален што глуми катна гаража, едно не знам колку години пред домот на култура кој што го грди градот апсолутно. Нема ниту една катна гаража, нема ни карши пазарот. Има едно албанско школо во кое што децата учат на булевар без школски двор. Нема албански театар. Има на булевар. На булевар нема, школото им излегува на булевар. Карши пазарот, децата немаат школски двор, излегува на тоа е зграда на земјоделско-индустријски комбинат ЗИК популарно во Куманово. И тие деца се ставени привремено да учат таму, тоа е импровизација тешка. Ете такво нешто, на пример, многу работи му фалат, нема фонтани, нема вода. Многу работи нема. Сега ова се работи кои што изискуваат и многу, како се вели, и многу работи, многу трпение и нешто од некаде мора да се почне право. Апсолутно, јас морам да кажам дека не сум стручњак за овие работи, меѓутоа составувањето на Некој стручник на крајот од денот. Составувањето на креативен тим околу тебе и вреден менаџерот. Да, така е. Газдата на телевизија не води, не снима, не пие тонец на крајот на краиштата. Така да, во моментов јас оставам еден прекрасен тим на луѓе кои исто така го сакаат Куманово и луѓе докажани бивши градоначалници на ВМРО ДПМН кои оставиле на вистина нешто за себе вредно и кои знаат да како општината да се крене на здрави нозе. И мислам дека треба да се почне од во Куманово, односно наново да го градиме Куманово. Тоа не значи да го срушиме до темел. Меѓутоа погрешно разбрано, нели да, немаше такви спекулации што ќе го рушиш ли, ќе го рамниш ли. Не, од Куманово треба да се гради плански и тоа треба да почне завчера. 30 години Куманово, ако ја доживееше програмата што му се нуди 30 години, ќе беше главен град Скопје, ќе беше населено место. Меѓутоа, ништо, да. Меѓутоа ништо од тоа Мишко не се има исполнето. Односно, како да кажам, сите тие победници во овие 30 години наназад, со нивните победи само ја продлабочувале поразот на кумановчани, бидејќи некаде од 5 до 10% исполнувале своите програми. Одлични програми се тоа и нашата е убава, меѓутоа не е до програмата, до човекот, што ја нуди до зборот дали ќе ја исполни таа програма. Колку Михаиловски ќе влие на екипата, во смисла на советници, знаеш, може и Тони Михаиловски да биде градоначалник, ако советниците не се од партијата или ако не ве поддржуваат, тогаш да, види, само ќе се нервирате. Советничката листа е коалициона листа и тоа се луѓе кои однапред сме договорени дека ќе соработуваме, нели? Меѓутоа, дури на советничка листа, јас во шега, нека ми извинат ако нечии чувства ги повредам, ако на советничка листа ги ставите Гоце Делчев, Пито Гули, Никола Карев, Јанес Сандански, Григор Приличев, Тодор Александров, ако се во опозиција, ништо не може да направат. Значи, советничката листа секако е битна, но доколку го добиеш и градоначалничкото место. Така, да. Тогаш, како да кажем, има повлекување, бидејќи тогаш треба да се управува градот, да се водат институции, може некој од таа советничка листа и да се повлече, да дојде некој друг на негово место, значи листата е менлива работа. Сите тие луѓе се членови на партија, проверени, вредни, години наназад, и според мене, кој да дојде на таа советничка листа, верувам дека ќе го даде максимумот за себе, заедно со градоначалникот. Без градоначалникот, повторно, кој да дојде, бадијала. Сега, гледате, докторите не сме ги прашале, меѓутоа, например, кога прашав кој е мотивот за актерот, тебе морам да те прашам, бидејќи ти си исклучително еминентен и поприлично активен надвор, работиш. И веројатно тука се правеле оние перспективи тактизирање, чека сега ако одам кандидат за градоначалник, тука еден месец и повеќе ќе изгубам. Па ако победам, нели тоа се 4 години, па дали ќе го запоставам глумата, театарот. Значи, влегуваш во сосема нова вода, каде што кога ќе те почне да те меле таа машина, практично. Што ти кажа Било Грлич, кога му кажа? Дека ќе се кандидирам, уште не сум му кажал, има расправи из Белград, знаеш дека е конфликт на личност. Па страф ми е, уште ги немам известено своите колеги од Србија, меѓутоа мислам дека тоа сигурно е за пофалба. РТС ја објави мојата кандидатура, што е реткост кај нас за градоначалник, но тие ме сметаат, нели, како свој.
Значи Откажувањето од нешто ќе мора да се Види, откажеш. јас по 3 години немам играно. Значи 16 години бев на отказ, тоа е стара приказна која сум ја бајал и по Подманат, телевизија. така. Да. И имало периоди кога по 3 години не сум играл заради моите политички убедувања. Има периоди исто кога сум бил ампутиран и на филмови. Не ми е странно тоа. Не се плашам дека ќе изгубам од својот талент, бидејќи секогаш кога ме тргале од театарот, мене многу ќе ми недостасува, морам да признам, тој театар. Не гледам причина зошто пак градоначалникот и не би снимил понекогаш нешто доколку има време и доколку си ја заврши работата Доколку за има која време, што... да, но велам кога ќе те почне да те меле машината, знаеш како иде тоа. Знаеш како титула е тоа да бидеш татко на градот и мислам дека како и мојата професија ќе остане она што си го дал на луѓето. Тоа е филмот, представата. Замисли да успееш да им дадеш градинки, школи, убави, широки улици, булевари, фонтани и паркови. Тоа е убава титула за која што вреди да се потруди човек да ја добие и да остави нешто, бидејќи на Куманово само му е земано 30 години, ништо не му е оставено. И на крајот колку И извини, морам, многу си го сакам Куманово, значи тој мој локал патриотизам никогаш не ме напушта. Па добро, тоа е секојаш така. Вреди, мислам дека вреди да се ставам на еден стендбај од 4 години. Нели како беше она шегата кога ќе дојде викенд или Великден бадник, ајде сите стари скопјани по дома да се И да си отидемо до дома да видиме Скопје колку е да се преброи. Сега сакам да Тони Михајловски против Оливер Илиевски против Максим, Не. Максим против Максим, се ги гледам СДСМ, ВМРО, ДУИ, колку успееш да се абстрахираш од тој момент? Не сум против Оливер, не сум против Максим. Со Максим дури си честитавме кандидатури, си посакавме среќа. Ние сме кумановци. Тоа е добра политичка култура. Ние сме кумановци и не можеме да бидеме едни против други. Јас сум против непотизмот, против митото, против корупцијата, против неправдата, против тоа ќе се борам, никако лично против Максим или против Оливер. Немам намера против личности да одам, тие не ми сгрешиле мене ништо во животот како луѓе, како градоначалници, едниот бидејќи бил, другиот не бил. Можам да ги прозивам само заради нивните кажани, ветени, а не исполнети работи. Ништо нема лично да направам. Во оваа кампања мислам да поминам многу позитивно. Освен тоа што е ветено, а не исполнето, и тоа пак нема да биде нешто црно или негативно, туку повикување на зборот што го имаш дадено. Мислам дека и се уморни веќе луѓето од тие црни Не сакам да ги трујам граѓаните, да. И особено овие билборди кои што се појавуваат и сега, знаеш, потсеќаат на друго време, така правеше и А види, СДС без да го спомне ВМРО не може да успее ништо да и направи. обратно. Така правеше и Груевски, мисля дека ќе заврши та... Ние од ВМРО никогаш не сме ги лепеле на билборди нив. На наш билборд, во кој што ние рекламираме програмата, да сме ги ставиле. Овие имаат до пола, ако сакаш ова, па десно има ВМРО ДПМН, за да не биде ова. Уште ги плашат со Груевски децата да не им заспијат бау-бау им Прашањето да ми беше колку како луѓе сме веќе ние освестени во која смисла. Ѓубре, например. Сега, градот е нечист, можеби заради неработење на комуналните служби. Но во голем дел градот е нечист и од нашата некултура. Па побогу видите во тоа што се случи. Јас се надевам дека конечно некој ќе излезе и ќе каже што навистина се случило и некој треба да пресеме одговорност за тоа. За пожарот збори? За пожарот говорам. Прво е алармирано пред уште кога се изградила модуларната болница дека нешто не е во ред. Пред една недела исто е алармирало дека цевка не е во ред со дотокот на газ. И од една се случува ваква трагедија каде што имате вие 14 загинати лица. Страшно. Прво сочувство нели до семејствата, а втора работа одговорност е она што недостасува во Македонија. Дефинитивно. Јас оваа кандидатура не ја доживам како награда, јас имам 60 меѓународни награди и знам дека наградата се добива после завршена работа. Ова е одговорност, а за мене награда ќе биде втор мандат на ВМРО ДПМН во Куманово, тоа е евентуално како добра работа претходно, нели? Мислам дека одговорноста е тоа што фали и не можеме луѓето да ги обвиниме Мишко до крај. Луѓето ќе бидат културни, чисто велиме граѓаните го фрлаат ѓубрето, несовесни се, нели? Па ако им понудиш опција да има каде да го фрлаат, сигурно дека и ако ги научиш луѓето, сигурно дека нема да се однесува така. Да, ќе има изолирани случаи, но тоа ќе биде Има и многу лошотилок. Значи, сега да отвориме Facebook, можеме да замислиме што е. Затоа што има само одмазда, Мишко. Во Куманово има само одмазда со политичките. Тоа е на ниво на Македонија. Во моментов во Куманово, без разлика што ќе кажат моите опоненти, се јавуваат по телефони, имаат притисоци, ќе ти дадам отказ, свесен ли си кај си стиснал лайк,
стиснал лайк на слика со мене, утре дента татко му го преместиле на друго работно место. Сами меѓу себе сега почна да си ги вадат очите, нека не ме разберат погрешно. Притисоци, ти свесен ли си за кого ќе одиш, ти си партија ваму, нема слобода. Не, има само одмазда. Одмаздата те заслепува, те заглувува и ти не можеш да одиш напред. Мислам дека тоа време, тоа Можеме треба ли да да престане. излеземе од тој вртлок? Можеме, само треба честно да почнеме да работиме и да не да ги оставиме граѓаните да бидат слободни, да одлучуваат по сопствена волја, а ти да ја завршиш како градоначалник својата работа, па они пак ќе кажем за 4 години по сопствена волја да изберат она што им е подобро, да наградат или да казнат. А тоа околу одговорност е поприлично тешко или? Не, Како размислува денумот? Како па ти имаш Тоа сега само Антони Пешев. Антони Пешев има дадено морално, авионската несреќа и тоа не одповикливо од морални И причини. никој друг после тоа. Никој друг. Имало случаи кога министри требале да си дадат морални оставки и апсолутно, но тие биле толку тврдокожени што едноставно не допира до нив тоа. Тврдите уши, заслепеноста, самобендисаноста, јас сум вечниот, мислам дека тоа не води назад, не води напред и време е да почне така. Јас им гарантирам на луѓето дека ако за 2 до 3 години не исполнам 60% од мојата програма што ќе ја понудам, јас ќе се повлечам. Програмата кога ќе биде готова? Кога ќе ги посетиме сите граѓани и таа нема да биде финална, готова и Како и да е до 27 пред почетокот на и кампањата. кога и да биде готова, јас пак ќе кажам, програмата се големи, тешки, празни зборови ако не ги исполниш и тоа може да се искине, да се запали, нема никаков проблем, не вреди ако не го испорачаш тоа што си го кажал на граѓаните. Кои се очекувањата на Тони Михајловски? Па моите очекувања е дека Куманово ќе се ослободи. Пак ќе кажам, нема да не биде бастион повеќе на ниедна политичка партија, туку бастион на љубовта, прогресот, рок-н-ролот, на убави кина, улици, сега да не звучам, нели, премногу политички, меѓутоа навистина да блесне вака, да заблеска град на прв град до граница, едно време индустријски гигант, град со рок-н-рол историја, со джез фестивали, нема кино. Тоа е чест фестивал. Го затворија. Джез И фестивал, сега го немам, имаме само нели некакви фестивали кои се на една страна, да речеме. Нема од другата страна еден таз што ќе превагне и ќе го стави Куманово на една културна, светска културна мапа. Тоа ми е целта во животот. Од Куманово да направам заедно со кумановчани, нормално не сам јас таа работа. Нема овде подел албумци, македонци, она што е самиот почеток. Турци, бошњаци, без Па види, таа мене мултикултурна средина. првите другари во Куманово ми се викале Ивица, Агрон, Музафер. Така да, ја таа поделба не ја гледам. Моите улоги се викаат Музафер, Фазлија, Азем, Дамјан. Самиот јас, како таков, сум направен да бидам мултикулти во себе, нели? И да ги почитувам тие работи. И мислам дека точно тоа треба да престане, за да можеме сите заедно. Сите сме еднакви. Има ли некој кажано што отиде со партија што не се кандидираше независно? Па Бидејќи сега е такво, Да. таков... Ги поддржувам независниве листи, независниве Порано беше кандидати. Игор Џамбазов, нели Да, собираше... да, му украдоа гласови. И за малку не влезе. Сакам да кажам, има тогаш и застана, и сега како некој наплив од она што практично го видовме во Хрватска, каде што на некој начин, претходно и во Грција видовме како големи партии отидоа, дојде Сириза, и сега се случува неверојатно голем број на листи на независни листи, Тоа е здраво за демократијата, според мене. Не Јас само ги- овие да. разочарани кои што може би Не, што не, граѓани кои воопшто не се ни занимавале, ниту планирале дека ќе зелен град, зелен хуман град, не знам и така натаму и така натаму. Тоа точно ми покажува дека не мора да бидеш политичар школуван за да се бавиш со политика, доволно е да бидеш чесен човек, морал и етика да поседуваш во себе и да го направиш оно што ќе го кажеш. И за мене се здрави овие независни листи, јас ги поддржувам. Мислам, тоа е прекрасен, ја покажува нивото и степенот на демократија во една земја. Бидејќи ако имате само партиски листи, тогаш навистина не е што тука свеста е на многу пониско ниво. Пред да те се заблагодарам што дојде ова предпладне, сега си овде, надвор нешто, останало уште нешто да се доврши? Па, Мислам, професионалниот дел, оној актерскиот дел. Имаме една најава за втора сезона на една серија, меѓутоа сходно на резултатите, најверојатно ќе видиме како тоа ќе може Добро, да се. овде не можам да разберам зашто овде не се снимаат серија. Па не знам ни јас. Морам да признам дека во време на ВМРО ДПМН на претходната влада се снима многу повеќе филмови. Серии немавме и тогаш, меѓутоа јас мислам дека има еден податок. Во Србија на некој начин не ми е допроверен до крај.
Мобилните оператори и лотариите одвојуваат од годишниот буџет и го даваат на продукции за снимање на игра на програма. Мислам дека и они се продукциите, ако не се лажам, МТС со уште некои... Така и се има надпреварува, па конкуренција. да, ама... И тие се отидени чекор напред, кој да отиде на Netflix, кој да отиде... Тие пари ние, се, не, да. ние не сме ни стигнати да размислуваме. Да. Јас се запознав со една госпоѓа, тоа е 14-та успешна жена во Србија, која има цел Србија да стави коцкичка своја на Netflix да пишува продукт from Serbia. Тоа е висока цел, тоа е одлична цел. И Хрвати имаат, Хрвати отидоа и на Да. HBO, кога не се лашам И со... сега србите имаат набилдано добар багаж, мислам дека кај да е тоа може да се испостави цела коцкичка на Netflix, на HBO и на такви работи. Убави цели хумани за својата земја. И кај сега, нас не бидејќи немам, се малку е делам од политика, мали ќе ви го вратам тоа време Да. во кампања. Кој е проблемот што кај нас не се сними? Па точно ова што нема грижа, нема концепт, да речеме кога мобилните оператори годишно би им одвојувале на телевизиите средства за да снимаат, телевизиите би имале своја продукција. Ние Што ретко вам снимаат, тука синхронизираат. ретко имаме телевизии кои направиле своја собствена продукција, да имаат серија исфрлено, нели да. Добро, но овде е јавниот сервис, овде е државата која што може да даде. Тој јавен сервис на времето снимал, не знам, од Македонска крвава свадба до, Да. што ја знам, Трајче дрварчето, Бушова азбука, Шарам барам и така. Сето тоа и тоа престанало. И сега застана како Одеднаш сам тоа нож и по престанало. некој филм Па ќе најверојатно излезе парите се Милчо дисперзирале по Манчевски одредени и џегови. Столе Попов ќе излезе до Балчак, не знам, пред дождот или врва и така. Па Столе Попов немаше снимано години и години до Балчак, сега Да. пак не снима, што е, мислам, јас би го молел човекот, секој ден би одел кај него да го молиме бар на 2 години по еден филм, 3 да ни испорача. Не само привилегирани некои да се, нели, дежурни режисери, меѓутоа нема концепт. Очигледно е дека нема концепт, нишко. Тоа е. се Парите прави лесно, се пренаменуваат на погрешни места. Така е. Благодарам што бевте дел од Студио 10. ти Сакам благодарам многу што успех во трката за градоначалник на Команово. Благодарам. Тони Михајловски, кандидат за градоначалник на Команово, од редовите на ВМРО ДПМН, гостин во Студио 10. Кратка пауза и се враќаме назад. Наш следен гостин, Максим Димитриевски, независен кандидат. Видете со нас.